Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, а темата за денеска ни е она што туку заврши или најновата вест што туку случена, а тоа е дека владата го усвои предлогот на ребаланс буџетот за оваа 2025 година на владина седница беше разгледуван во прво читање. И генерално она што непосредно сега по усвојувањето го соопшти министерката за финансии Димитриевска Кочовска е дека во принцип нема да има промени кај клучните проекции, дека по однос на БДП-то инфлацијата ќе останат исти, а генерално новиот ребаланс во него би требало да има повеќе пари за општините, повисоки плати, пензии, како и за здравството, односно дека ќе има средства за оние проекти кои што се во рамки на единиците на локална самоуправа, средства за повеќе субвенции, здравството и така натаму. Во бројки на коите сосема кратко кажано е дека ќе има поголеми приходи, но и расходи за оваа 25 година, барем според предлогот на владата, кој веламе усвоен во прво читање. И со него, со овој владин предлог, се зголемуваат буџетските приходи, кои ќе изнесуваат 362,4 милиарди денари, но и расходи кои ќе достигнат 403,7 милиарди денари, односно за пооколу 3,5 милиарди денари повеќе, со што всушност за околу 56,9 милиони евра ќе се зголемат трошењата на ионака рекордниот буџет кој беше изгласан во декември минатата година. Така да буџетскиот дефицит генерално би требал да остане на исто ниво, како што кажете министерката за финансии, односно 41,3 милиарди денари или 4% од БДП-то, и од владата велат дека и прогнозата за економски раст ќе се задржи, инфлацијата и така натаму, а дека инвестициите остануваат приоритет на владата. Подносно на каде ќе се крати, Димитриевска Кочовска рече дека најмногу ќе се кратело од владата, во најголем дел ќе имало прераспределба меѓу инвестициите. Така да, како и да она што е клучно, со овој ребаланс на буџетот, кој е усвоен веќе во прво читање, владата предлага зголемување на истиот за 56,9 милиони евра. Тоа по однос на токму, како што кажа, веќе и онака големиот буџет, сега да се зголеми за уште 56,9 милиони евра. Што мислите околу ова? Каква ќе биде прераспределбата со овие предложени измени, со релокацијата на средствата за и за плати, и за тука Димитриевска Кочовска и објасни дека се дообезбедуваат средства со тие релокации за непречена исплата на плати за вработените во МВР, каде што обезбедиле раст на плати на вработените, 10% дополнителни средства за исплата на зголемени пензии, за транзицијски трошоци и дополнителни околу 300 милиони денари за капитални расходи. 6091924925 се телефонските броеви. Темата е ребалансот, летниот ребаланс на буџетот. Една летна манџа, додаток во оној буџет за во овие летни температури за уште 56,9 милиони евра. Повелете, добар ден за првиот гледач, почнуваме. Ало? Да, се слушаме, повелете ви. Ало, добар ден, господин. Добар ден, поздрав, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам, поздрав. Фала и тебе на поздравот. Прво ќе кажам нешто
бидејќи денеска не добивам, малце потешко ме добивам на другите двете телевизии, се јавувам некојаш и добивам по-добро, полесно мислам. Така да кажам, господинот што во понеделникот зема 2 пати збор, го кажа истото, ќе го поздравам. А тој што кажува предавници секогаш овие, зошто гласаат овие за тоа, ако ми дозволиш ќе кажам нешто за тема. Само не за пола минута. Не е добро, господине, да му кажам, но не е добро така. Јас да го видам, знаеш, нема што да му правам, него тоа ќе го напрскам со вода лаката да го налутам да ми степам. И тоа, да му кажам дека јавен сервис и ова треба да се понашаме, да се однесуваме, не да се навредуваме. Јас имам не желба, него значи можам да го навредувам колку сакам, вие тоа го дозволувате нешто, мислам до некоја граница. Меѓутоа, тоа ако ни дозволува некој ние да ги премине тие граници, не е добро. Му кажувам дека е денеска протоа. Кажува дека лигуши, секој збор го потребува. И затоа му се обраќам дека уште еднаш дека не кажува така, те добро. Во ред, еве за буџетот, многу рано господине Исо, ребалансот го прават, нешто не е во ред изгледа со некои ставки, во некои ставки за буџетот, мислам дека не е за пензиите беше уште тоа планирано дека ќе бидат толку покачени пензиите, дури не треба од буџетот да се плаќаат, пензиите се од фондот за пензиско инвалидско осигурување и платите само на буџетарите се од буџетот, иначе другите плати си ги плаќаат фирмите, стопанството, економијата. Така да не знам, има некоја причина, дека е да се зголеми тоа, не знам колку беше 2%, колку беше суфицитот на буџетот. Тега ќе биде уште поголем суфицитот на крај. Добро, и со господин со поздрав. Благодарам, поздрав до слушање. Инаку се согласувам, не е добро, како што кажавте и вие, ниту е цел, ниту апсолутно има каква и да е корист во насока на она што е намената, дискутирање и анализирање и усвојување на доаѓање до некои заклучоци токму по однос на темата. Секако, значи, не е од никаква полза, туку е на штета вербално, еве, кога кажавте, навредување или што и да е во таа негативна конотација. Меѓутоа, уште полошо е ако од тоа вербално понатаму наместо да оди во насока на смирување и тоа ете вербално укажување, да ескалира. Затоа ете апсолутно како пример на ете како би кажал ефективност на лошото, ефектност на лошото влијание е токму ако од вербално иницирана ете навреда, понатаму се премине во физичка. Како што кажавте, па вие да сте истуреле вода и така натаму, а потоа што оттаму да се добие бокс, па ото, значи имаме типичен пример во кој се зголемува нетрпеливоста која понатаму води само кон агресија. Без агресија и така натаму. А треба да води кон спротивното, односно затоа наместо да се прифаќа примерот на она што го осудувате, и тоа со градирање, градација уште повеќе, ако тој мене вербално ми кажал, јас него физички ќе го испрскам. Со што давате право потоа, особено тој кој почнал вербално, потоа да не знам, уште повеќе физички преземе нешто, да удри шлаканица и да ескалира сето тоа. Треба да се оди во насока на смирување. Значи, не да се приклонува кон она што се осудува. И тоа така што уште ќе се оди на повисоко ниво. Ако вербално било кажано, физички да се возврати. Туку напротив, да се дистанцира од тоа. Тој што навредил вербално да остане изолиран и осамен и соочен со несоодветноста на постапката. А не уште да привлекува, па уште со поголем интензитет, од вербално па да му се враќа физички. Мислам, како принцип воопшто, јас не ви кажувам ниту вас, ниту зборуваме генерално, токму го имаме тоа и на светската сцена и слично. Се е тоа демонстрација на
Тоа кој како кому кажал и потоа кој како возвраќа и со што возвраќа и накрај со ракети и слично. Тоа е, за жал, тој начин на тој модел на привлекување на негативното. Но дотолку повеќе треба да се спротивставиме на тоа. Не уште повеќе да го градираме. Кој е таков, нека остане таков и тука нека му биде максимумот, а не уште да продуцира негативност. Повелете, добар ден. Добар ден. На линија? Да, на линија сте, повелете. Благодарам. Молам. А вака се, прво јас ќе речем дека не е правилно донесен буџетот за оваа година, значи кога е носен буџетот, воопшто некој не предвидел дека треба и мора да има ребаланс. За мене буџетот кога се носи некој, значи работи со месеци, предвидува колку средства, за што ќе се потрошат и во кој период. И за мене нелогично е да има ребаланс на буџетот, значи сега да некоја ставка каде што не, значи да се некаде земе, да се даде на друг. Ми се чини дека тоа, одека спомна се нешто на општините треба да се даде одредени средства. Општините добиваат фиксно своји средства, плюс добиваат од даноци, добиваат од проекти каде што се гради и така натака, и мислам дека тоа не е исправно и ние фактички дури и кредити му дадовме на општините од маđарскиот заем што го зедовме и пак значи не му стасува. Јас се прашувам кој ќе ги враќа тие пари? Дали ќе ги враќат општините, а ми се чини дека воопшто немаат можност да ги вратат. Ќе дојде време кога ќе треба да се отчитаат, не ќе може да се отчитаат, ќе треба, пошто немаат пари, вработените да му ги отстапат значи да работат тамо за нив, за да ги вратат тие средства. Ми се чини да значи стварно не работиме домаќински и затоа што не работиме домаќински, не е значи планирањето ни е катастрофално и се ребаланс. За мене лично сум против да има ребаланси. Ребаланс е значи неуспешно планирање, неуспешно работење и со тоа фактички само се деградира буџетот. Благодарам, поздрав. Да, ви благодарам, ве поздравувам. И во врска со ова со општините, повеќе пари за општините, тоа го кажа и председателот на владата Мицковски пред да се најде на владина седница ребалансот на буџетот, токму дека ќе има повеќе пари за општините, односно тоа се средства за оние проекти кои што се во рамки на единиците на локална самоуправа. А го кажа и министерката за финансии сега по усвојувањето, еве сосема кратко, еве го цитатот, значи вели продолжува финансиската поддршка и соработка на владата со општините, за кои предходно со донесената прераспределба беа обезбедени дополнителни 600 милиони денари. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Се јавам од Република Северна Македонија и поздрав за тебе Исо. Благодарам, поздрав, повелете. Па видите, ќе се крати таму каде што највише ги засега граѓаните. Аха. А ќе има повише, нормално, за овие што се на власт, без разлика кои се за лоповите. Каде што сама припаѓа и ова министерката за, нели, сама изјавуваше, ако се намали платата од 78% што им беа качени, сама ќе си дава оставка, значи тоа е знак дека за нив, а за граѓаните само ќе се крати таму кај што е, за нив ќе се крати, а за лоповите каде што може да брцнат со рацете у мед, таму сигурно ќе има повише. Значи како што е, кога не се води евиденција никаде и кај што нема некоја контрола да има и парите што се пренаменуваат, што се дават за општините, тоа се све нивни луѓе. Јас се сум видел некоја општина да еве, кај да ги префрлат парите, кој води евиденција во општината. Сега ќе дојдат избори во октомври, ќе брцат некоја улица таму, ќе закрпат, ќе стават некоја бекатонче, другите пари кај идат. Кај иде тебе човекот се жали у Буковиќ, не знам каде, ти замислиш 21 век вода да нема штедела дена. Па еве пред некој ден исто на друга телевизија слушав автокоманда немало 2 дена, така. Така они работат со тие пари ќе призакрпат, дали народ има вода или нема, дали народ
ќе осети нешто од тој ребалансот, од тоа нема ништо. Од тоа нема ништо. Само они за народот да се крати, а само за лоповите да се богатат и да брцат рацете у мед. Ето, ништо друго исто. Толку убав ден има. Благодарам, убав ден и вам, до слушање, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Ало, Да, повелете, ве добар слушам. ден. Добар ден. Исто вас кај јас искрено ќе кажам, ви сте гласави за ова влада, сте ги за председателката, меѓутоа кога ќе слушам опозицијата, кога ќе даваат само изјави, едни према други, кога се дебатираат, кога ќе слушам позицијата, колку веќе криминали направила ова влада сега, и какви криминали права, а владата тоа тие од ВМРО не го демонтираат, него кажуваат бившата влада, опозицијата секаш на колку криминали направила за време на нивно владење. И затоа не знам ми како гледачите, еден сега таму што вреđа таму слепче и на друго, во пред изборите реално работеше. Сега дали нешто добија до оваа власт, се додека не е. Значи сега ги гледа личните интереси. Се додека не гледаме истината, вака ќе биде со нас и буџети и ребаланси ќе скратува таму кај што не треба и сигурно треба. Да била домаќинска влада, прво министерствата ќе ги скратеше, не ставаше толку министерства. Ќе скратеше администрацијата. Ќе ги скратеше тие, сега ще 50 души, 100 души пишани за остојме за на работа, ништо не се работи, ништо не се произведува. Значи, ние имаме политички партии и криминални партии, кои членовите им се од лични интереси и само омраза праваат меѓу народот, со нивните дела, со нивните недела, со нивните владење, владата и опозицијата, додека се опозиција се добри, од кога ќе стапат на власт, тоа е видно. Значи, кој не кај ќе се скратат, парите се даваат по општини, општините не знаат што, данас плаќаме секоја година, сите плаќаме даноси плюс, имат разни тендери, едно друго. Значи, со овие предизборни кампањи ќе појдат парите од оваа влада тамо кај што се гласачите нивни, бележани кај што се пишу и тамо по стабовите. Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, вие сте. Благодарам. Повелете. Ништо ново. Ниту со донесување на овој годишен буџет, ниту со ребаланс на буџетот. Како што кажа другите гледачи. Власта со парите повеќе се труди да си купи гласови, него за некои проекти важни за државата, како тие што милуваат да кажат стратешки проекти. Ништо од тоа. Ова е мега буџет донесен, сега ребаланс. Имаме од оваа влада мега кредити земени од светот и ништо од тоа. Еве јас да ви кажам. Сега ќе си даваат пари по локалните единици, кои што спомнавте, а тие пари од таму ќе одат за купување на гласачи, на ништо друго. Ќе си даваат пари за вработување, и порано така беше од 7 до 10.000 евра. Од тоа вработување ништо, вработениот ќе си има фирма додека ги изгрицка тие 10.000 евра и после тоа пак ќе се остане без работа. Ќе си даваат пари на средношколците за занаетски училишта, а без да им обезбедат вработување која ќе го завршат по 3.500 и тоа го слушна вчера, а без да откако ќе завршат образованието не им е ветено вработување. И тоа е значи фрлање на пари во магла. Тоа е значи купување уште на средношколците, уште на најмалите во државата, што ќе имаат право да бидат утре во парламент или во локалната самоуправа што ќе наполнат 18 години. Значи само купување на идни гласачи. Ништо друго. Ама баш ништо. И оваа влада, и претходната со години биле на власт. И со години го прават истото. Затоа реков, се веќе видено, се веќе слушнато, и јас буквално ништо не очекувам дека ќе има подобро од ребалансот. Благодарам, пријатно. Да, благодарам ве, поздравувам, но ете, најавени се дури ете и во контекст на изјавата на премиерот Мицковски вчера, освен тоа дека ќе има повеќе пари за општините, ќе има и за повисоки плати, пензии, како и за здравството. За здравството ете најавен и тој клинички центар, но добро, тоа од таа милијарда евра од оние 6 од Британија кои треба да дојдат во здравството, така да видиме, ќе треба тогаш да се разделат работите, што е од буџетот, што е од Обединетото кралство, односно Британија, тоа што ќе треба да се враќа и така натаму.
за да се има јасна слика. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Па како беше муабетот? Ке правиме двуколосечни пруги, ке правиме клинички центри, ке правиме ова, ке правиме она со нашиот британски партнер, стратешки. До тука беше. Кај ќе биде тој ребаланс? На што ќе удри? На капитални инвестиции. И за да држат социјален мир, ќе откажуваат све што треба да се гради у држава и ќе рече, абе, не се можеше, што да преме, дали да дадеме за социјалците, дали за пензионерите, дали за минимални, максимални плати, дали за ова зона. И ќе не возат како волови у купус или у зелка. Значи, што сака, тоа си прават. Ама ако до гласачите е проблемот, тие што се уште им веруваат, после волку лаги, волку интриги, превари, за апологетите кои рипаат, скока ги фалат, уште ги бранат нешто што не е одбранливо, ама важно, ВМРО, златните букви ВМРО, да имаат барем нешто тоа ВМРО у себе, малку таа идеологија, оваа сегашна власт, нема ништо од ова да прават овакви глупости, него нема ни макаки ништо немаат, ни една буква немаат, не содржат у себе од тие 4 свети букви македонски. Све апашлук, све ова, гарант им се појавила некоја дупка, бидејќи овие кредити што ги зема за британците треба да завршат работа, не за нас. Гарант некој британски капитал некаде му се дешава некој крах, пропаѓа некаде и се покрива сега со овие пари што ние треба да ги враќаме. Значи парите што ги зема од Британија не се ни најмалку наменети за Македонија, за Британија се. Благодарам ве, поздравувам. Добро, кога станува збор за буџетот, те подсетувам она што го предлага владата, што е усвоено веломо прво читање, зголемување на буџетот за 56,9 милиони евра. Речиси 57 милиони евра. Од друга страна, затоа и го спомнав ова со здравството, 600 милиарди евра од Британија, од тие 1 милиарда е предвидена за здравството. И таа би, колку што, јас ги следам работите, би требала да оди во насока на реализација на ова со клиничкиот центар. Значи, тие се, како кажам, диверсифицирани, поделени, разделени средства, значи, наменски за тоа. Секако финансирањето на здравството, на што е под буџетот, е друга ставка, останува и тука те најавуваат дека ќе има повеќе пари за здравството. Значи, затоа тука и да не се прави забуна, тоа ќе има повеќе пари за здравството, јас како што ги разбирам работите, не значи дека ќе има повеќе, ќе има за клинички. Клиничкиот е, колку што видов, планиран од 1 милиарда евра, која што тие 6 милиарди треба да оди за здравство. И тоа се тие капитални инфраструктурни проекти. Она пак другото што е за здравство, за буџет, од страна, односно во доменот на буџетот, си е друга работа. Со други зборови, од буџетот не е предвидена изградбата на клиничкиот центар, туку од таа милиарда, од 6 милиарди од Британија. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме ли? Ало? Да, повелете, добар ден. Па изгледа најлесно се звадат парите преку општините, па само општините ќе ги развиваме и таму ќе пренасочуваме пари. Меѓутоа, сакам да ве предупредам сите, правите лапсус, господа, не се британски парите. Чекајте малце полека, вие поверувавте на Мицковски во лагата. Кажете. Па го слушавте ли писмото што го испрати министерката, кај го прати? Не го прати во Британија. Го прати во до 30 финансиски банки. Па и у Јапонија прати писмо, па и у Америка прати писмо, па и во Германија прати писмо. И сега ќе видиме кој ќе ни даде наводно пари за онакото. Британија само е наводно гарант дека ние ќе ги вратиме парите. Значи, жирант ни е Британија. Британија не ни дава пари, сем што ќе ни земе 30% од секој проект што ќе го правиме. Речеме, на пример, ако јапонците дадат милиарди и кусур за железницата,
30% од таа милиарда ќе мора да им ги дадеме на британците за да купиме од нив опрема. Ама не се тоа британски пари. Вие поверувавте во приказката за британски пари? Не. Грешка сте, другари. Слушнете ги убаво, како е. Речели, земете го по вас со другиве проекти што ги најавуваат. Ние за поверуваме само на сладките зборови. Чекајте, тоа се пари од деловни банки. А по која камата и под кои услови, тек ќе разговараме. Така да, гледам дека од буџетот најубаво парите се вадат преку општините. А кои проекти ги направи општините со унгарскиве кредити, никој не дава и податоци. Па не ги ни даваат, никој земал од тие од унгарскиот кредит пари. А тоа дека се збори по градов, дека оди стројникот и бара 10% од проектот, тоа никој не го кажува. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден. Повелете, добар ден, да ве слушам. Малку да го намалам телевизија. Да, повелете, да, ќе почекаме. Добро бе истовица, може ќе се све стручњаци, да се јавија економисти од економскиот факултет, професори, од средните економски школи, од овие фирмите што водат книговодство, да ни кажат, па ребалансот на буџетот се прави секогаш, па и дома правиме ребаланс, да буде да му кажам на претходниот гледач. Значи ребаланс можеш, еве во момент може да се расипе машина за перење, треба да купиш. А во моментот на картичката имаш колку да пројдеш до месецот. Од кај ќе земеш? Од кредитната картичка има пари таму е. Еве го ребалансот на буџетот. Домашниот сега ете и државата си има таков буџет и она си води ред на парите. Ама се знае како ќе ги врати. И сега како кажува со каматите, па сите правиме со кредити, сите купуваме и уште во СФР, правевме и куќи, купува и станови, и коли, и све на кредити. Па банките не даваат кредити ако не си кредитно способен. Значи мора, а да ти биде гарант, значи некој гарантира дека ако ти не попиши оплатите жирантот. Имаше такви порани? Колку жиранти се изгорија што плаќаат туѓи кредити. А и сега државата се задужува, некој ги дава гаранција и сега уште критикуваме зашто била Британија. А која сака нека биде вако, нека се направи пругата. Знаете ли колку е таа корисна пруга што ќе се направи од Табановци до Гевгелија и до граница со Грција, со пристаништото во Грција. Знаете ли колку ќе биде и профитабилна за Македонија? Тоа ќе се плаќа све што проаѓа. Она што беше речено во СФРЈ, јас сум во СФРЈ родена, значи сакам да кажам што беше ефтина пари, ја укина таа, сега еве ќе се направи, па ќе транзитира. Ние не можеме, све опозицијски, све нешто не бива. Абе дајте да видиме прво, па после ќе критикуваме. А не се, нема, не видим се не почина, не тешко нема да биде. Ако тргнеме да земам кредит да купам стан, Така, ви благодараме, ти истече времето. Поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Добар ден, повелете, вие сте. Добар ден, Република Македонија. Ајде, повелете. Исто во текст емисијата ти реферираше нешто за гостинката од Данска, Меде Веа. Но ти погрешно реферира. Добро. Таа рече, би сакале ние да Македонија да влезе во нашето друштво и да го прошириме ова ЕУ. Но прво треба домашната работа да се финишира. И не е зависна ЕУ од Македонија. Македонија скоро ништо не можете на ЕУ земите овие да пренесува. Но ако се стрели за ова, посебно судството, ама тоа тешка работа. Тоа го рече. Добро, ви благодарам, ве поздравуваме, ти ако не е во врска со темата, но ајде разјаснување на работите. Па имено, добро, оној момент останува, зграбчете го моментот. Искористете ја приликата. Тоа беше кажано. Второ, велите, да, исто, домашната работа, рекла, домашната работа треба да се заврши. Па да, значи, како да зграбчиме момента, го вели истото што сите ни велат, завршете ги најновите барања.
Тие што ги се завршени име, знаме и така натаму завршени, но најновото барање, дали е последно, не се знае. А тоа се уставните измени, така да, значи, едноставно направете што треба да направите, а зграбчете. А како да зграбчиме кога испорачувате барања? А понатаму исто така се согласувам со вас, да, па не е зависна, односно не зависи ЕУ од нас. И тоа е, ајде, може да е така, но зошто тогаш ни велат сите, вклучително и гостинката од Данска, високата представничка, почитувана, а тоа е, ни требате. Па тогаш не им требаме. Значи, независно, ни требат, не ни требате. Току едноставно, да, има место, ако ги исполните условите, токму тоа, завршете домашна задача, треба да изгледате вака, ова да смените, таму да се подстрижете, тука да се избричите, ова да што како направите, да сте во согласност со барањата за да се влезе во тој клуб, па може да влезете. А ако не, не може да влезете. Затоа што и така не ни требате. Зошто тогаш велат, ама ни требате. Па, ако ви требаме, дајте тогаш што секој кого нешто му треба, прави како да го оствари тоа. Ако проценила некоја фирма дека сте потенцијален добар работник, ви се јавуваат и велат, дојдете, видовме вашата биографија, CV е добра, ни требате, таков кадар ни треба, дојдете. И вие доаѓате и велат, ама ни вие треба да си завршите ваша работа, ништо. Затоа велам, има многу контрадикторни во пристапот работи. Инаку во ред се согласувам, точно тоа е, домашната работа треба да е, тоа ни се подвлекува постојано и нема потреба тогаш емотивно да ни изразуваат тоа колку ние им требаме нив. Затоа што некако ние почнуваме да се чувствуваме непријатно. Толку им требаме, а не ќеме да отидеме. Ни требате, дојди да работиш супер, таков ни требаш. Не ќем да дојдам, седам јас уште. Не, нека ме молат. Не идеме ние, уште 30 години нема да ви дојдеме. Па некако така се чувствуваме со грижа на совест сите. Како не молат, а ние не ќеме, ете, баш одинаед не сакаме да им дојдеме. Тоа и при тоа и ќе смениме уште се и пак нема да им дојдеме. И ќе отвориме и устави, пак не ви доаѓаме. И што ќе кажете, ќе направиме, ама не ви доаѓаме, колку и да ви требаме. И тоа е она што го кажав и на почетокот, не знам, вербално некој реагира, па вие како ќе вратите, па така ли треба да... Ни требате, дојдете, знаеме дека ви требаме, ама нема да ви дојдеме за инаед. Тоа треба да се возврати или што? Едноставно тоа е, да, вие ни требате, а ако ви требаме, повелете, направете нешто да влеземе подобро, час поскоро. Гаранции не може да дадете, ништо не може да гарантирате, одложено не може да дадете исто така, што и за мене и воопшто и да може да се дадате, не знам колку е промислено и потребно оваква ситуација кога има многу непознати. Но тогаш можете барем со нешто да покажете дека навистина ви требаме. Освен само вие ни требате. Добро, покажете нешто, еве, како да ни олесните. Не да простите нешто или да заборавите. Имате проблем со источен сосед, со ова, со она и така натаму во ред, нека остане тоа, но дајте, ќе го формализираме ние. Почнете да преговарате, ќе го решаваме ова. Дури, значи, не ни одложено, едноставно да знаете, нема да бидете примени ако не се решат тие работи, уставните измени и слично. Но дајте ова преговараме. Ова е израз на нашата посветеност и доказ дека навистина ни требате. А на вас е тоа тогаш вие што велите, да, тие не зависат од нас, ние од нив. Да, на нас е тогаш да докажеме. И да ги положиме испитите од кластерите, и потоа да покажеме нашата подготвеност, дали ќе се направат уставните измени и така натаму. Па тогаш со полно право ќе ни кажате, па вие сте несериозни, ви олеснивме се, ви дадовме и да почнете во чекореве да се решаваат работите, и сега кога стигнавте до крај, па нема сега, вие си го загубивте времето, нема
Понатаму, попустови и кластери и се што затворивте, кога не сте го затвориле прашањето со Бугарија. Токму тоа и го овозможува кластерот и ве враќа на почеток. Не е тоа сте положиле и ви важи дипломата. Повторно ве враќа на почеток. И ќе ве врати од почеток, па ќе ви каже, вие сте си виновни сега. Баш ни е жално, не разочаравте колку и да ни требате, ај вратете се сега на почеток, затоа што не ги завршивте работите. А не ни требате, а ништо не прават за тоа, само испорачуваат барања нови. Неопходно е, морате, направете го тоа, и сега да, па не зависат и од нас. Па јасно дека не зависат, не мора тогаш да ни кажуваат колку им требаме ние. Затоа велам, барем да не се чувствуваме како некој кој со нив се изживува. Тие не молат, ние не сакаме. Повелете, ајде, да не друга е темата. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете. Јас сум во програма. Да, вие, повелете, да. Ве поздравувам, Исо. Благодарам. Сите гледачи на вашата телевизија. Него поздравувам тај од Радишани, Кодошо. И тај од Кичево, не знам дали се ова исто Николче, и него не го поздравувам, тие се Кодоши на Република Македонија. Го поздравувам Ревалансо, што го изгласаа денеска, и верувам во оваа влада дека ќе направи нешто, и тоа не нешто, него многу нешто ќе направи. А овие од СДСМ, нека се, да не се изразам, нека се помират малце. Имале некои опчиња да и препоручиш Исо за смирување, особено на тај од Радишани, да му дадеш, да се помири така, да не онади толку, да не кодоши. На сите телевизии кодоши, само кодоши е Македонија. Како не му е срам, ја не знам. Нека се засрамя. Сите го колнат. 95% од граѓаните на Република Македонија го колнат на сите емисии. Кој како се јави, кога се јави, и го колнат. Ќе го фати некоја клетва, криво ми е за децата негови тамо, ќе го фати некоја клетва, децата ќе страдат со него. Уште еднашка поздрав до ребалансо на буџетот и верувам во оваа влада, Мицковски само напред Мицковски, и ќе изградат што се обеќали, се ќе направат. А нема да ги дадат парите како тај што рече за патеници, за ова, за оно. Се знае, овие се луѓе многу паметни. Тоа се македонци, прави македонци што си ја сакат Македонија, Исо. Дали ме разбираш, Исо? Не. Добро, разбирам. Значи, не можам да ги онадам тие како Љупчо, Николче, тај од Чашка, не можам да ги... Само не можам да разберам како може да се занимавате со други, навистина. И дали некој некого колнел или го благословувал, апсолутно и не е нивна работа, ниту да благословува, ниту да колне. И во ред јаете, фалете и буџети што и да е во прилог на која тема, но подеднакво ставете можност и тој што не се согласува со тоа да го каже своето мислење. И подеднакво и тој другиот нема што да се занимава ниту да ги благословува или да ги колне тие кои мислат поинаку. Така да нема што да велам влегуваме во тоа, затоа и од почеток почнавме со тие, токму од еден од учесниците од вас, редовните учесници, за тие вербални напади и начин на комуницирање, кои нема што воопшто не име место кога се дискутира за тема. Апсолутно е, најмалку два тројца пред вас имаа сосема различни мислења, од поддршка за буџетот за владата до сосема спротивно. За никого и на никого од нив не кажав ништо, ни браво, ни ништо, односно, ако имам што како ова коментарот со ЕУ што беше, си кажувам свое мислење. И со полно право можете и вие дајте, но ако е на истото рамниште. Како што кажав со ЕУ, не сум во право, според вас направиле многу за нас и така натаму и слично, и ние треба да продолжиме. И нема никаков проблем, но некој некого заради различноста во мислењето да колне или да
да благословува, апсолутно нема основа никаква. Едноставно, дајте да дискутираме за тоа што е кажано. Ако некој не се согласува сега за буџетот, нека каже и нека каже зошто е тоа така, не затоа што некој е ваков или онаков. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме ли со некого? Абе, веќе како, не се работи за колнење, се работи за нешто не е реално што кажуваат за пари платениците, например, како другарчето полицаец од Радишани. 30% вели провизија, не вели, шетат, барат пари. Па гарантој е Обединетото кралство. Нормално, меѓутоа заборавате дека 30% од сите пари зеде заед за промена на името. И него сега ти гради 60 катници таму. Зошто тоа не го спомнуваат? Зошто, например, овој Велјан, како го викат од Охрид? Зошто вели општините да ги финансирам? Па клупи бараш бе човек да има покрај езерото. Од кај ќе ти направи градоначалникот на Охрид клупи ако не ги финансираш? А од друга страна забораваш дека заед му ги избриша сите долгови на општините. Така беше исто, така? И заборај, му ги избриша сите долги и му рече, ева, започнете од нула. Исто државни пари, буџетски пари. Иначе, долговите се сите од кај заед. Колку плаќаме стари долгови ние? Зошто забораваме на ова сето? Имало ребаланс, нормално дека ќе има. Добро ви каже она госпожата. Добро знае и полицаецот. Тој сам кажува по овие емисии дека тој изел кредит за да направи куќа од 2 пати по 300 квадрати, 2 спрата по 300 квадрати. Откаде ти пари со полицајска плата? Ако не земиш на кредит. Откаде ова држава пари да не направи инфраструктура ни цела Македонија, а влегва во презадолжена држава, во хаос после СДСМ. Откаде ако не земиме надворешни пари? Немаме наши пари. Фабрики уништени, банки украдени се, ама со наши пари да сме направили и пруги, автопати се. Не може. Украдивте многу, поготово овие 7 години. За промена на име, за бугарски договор, француски договор, како сакаш, викај ги, дрпне големи пари, и Филипче, и Заев, и сега е во странство. Откаде пари ова држава да ја држи да духни во жаро, да се крени оган, да живни Македонија, ако нема кредити. Ви благодарам и поздравувам. Добро, факт е дека не само како резултат на недомаќинско работење, туку и на директно токму поради таа корупција и апсолутно, значи, криминални активности од независноста на Македонија, состојбата е таква. Каква што е, дотолку повеќе. И затоа ниту е тоа нешто ново, ниту открива нешто за ово или за оној. Впрочем, токму ете и на поранешниот премиер Заев, и тој бројчаник беше затоа наменет за враќање. Не проработе воопшто, може би затоа што не беше ставен во минус, туку требаше да брои, да ги враќа назад, а не да дојде до нула. Но затоа е битно да се води, да се активира, токму и заради тие немерливи суми пари. Во многу сфери ете, дали се дивоградби, дали колку се ете, како извлечени, на кој начин и така натаму, да се детектираат, да се лоцираат и да се враќаат и на тој начин. Во ред еве ова што рековте, па да, простено на општините, простено, но има ли тука простено, не простено, како и да е кога ќе видите, во минус отишле. Тоа треба да се надополни. И сега прашањето е, има ли некој повикано тука на отчетност, на одговорност? Зошто е тоа така? Зошто е дозволено тоа така? Да, со кредити функционираме сите. Мислам и како физички лица, ребаланси си правиме постојано. И јас мислам, да, од платата, еве, дневно за волку, за толку, за онолку, па накрај гледаш, не се согласува. Пресметката ребаланс правиш. Непредвидени работи излегле. Меѓутоа, функционираме. Што значи, повторно прелеваме некако, враќаме тоа што треба месечно да се врати за кредитот и гледаме уште повеќе нешто да се врати, па ако излегло непредвидено ќе земеме повторно и така натаму. Значи, треба да се одржува тоа, а не да се
отиде во неповратно. Тогаш ќе ви конфискуваат и имоти, ако нормално не вратите на време. Ние некако во таа смисла, како држава, мислам, наназад воопшто, не зборувам актуелно, со оглед на состојбите во кои сме, со оглед на процентот на апсолутно непознато каде се отидени средства, приватизација и така натаму, локална самоуправа, некако е оставено така тоа. Простено, па добро, но дајте да се утврди каде е, што е, како е, одговорноста, каде е отишло, зошто е во минус. Па да се види дали е на нешто непромислено, доходовно отидено, или проектот бил непромислен. Ако е на недоходовно нешто, не знам, дискутираме тука, градска куќа овде или, не знам, Ауди купил ово или што и да е, не знам, возило луксузно. Па ќе се продаде и така натаму, ќе се купи нешто 3 пати поевтино од тоа возило. Па нека се вози градоначалникот, па не сакал да се вози, па не мора да биде градоначалник, па не сакала министерката за помала плата, не мора да биде. Значи, затоа треба да се направат работи кои реално ќе вратат. Имаме толкави огромни загуби, кои доколку ги вратиме, барем во некој позначителен процент, па ќе добиевме сигурно најмалку и автопат Бехтеленка и многу други работи, и гасни централи и слично. Така да не е работата да се откаже тоа, да се откаже државата. Сте му дале на дете 100 денари, 500 денари, па сега купил сладолед, му паднал на улица и добро, да сме живи и здрави. Ќе живееме и без тие, ќе преживееме и без тие пари. Туку нема, едноставно исцрпена, ограбена државата. Систематски наназад 30 години. Тоа е работата и едноставно да се види, затоа ова е, дали е таа стратегија конфискација на имот, што со дивоградби, што со каде, кој како сметки, нелегално стекнат имот, средства, што и да е. Да се врати и тоа, не е само добро, сега ќе земеме кредит. Паднал сладоледот, од кредитната сега ќе извадиме друго. Нема туку, дај ќе вратиш тоа. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме ли, повелете? Да. Да, бе слушаме. Благодарам. Молам, повелете. Значи, господин Исо, само смирено и полека. Така. Инаку ѓавол ке не земе вака со толку напнатост, толку загрижени луѓе за власта. Тоа е право чудо. Јас мислам тие 20 луѓе, не сакам да ги навредам. Па не излегле веројатно од дворо понатаму. Луѓе, живееме, значи во денешно време, не се враќајте во Кецар Самуил крај ајде Филип II, трети. Денешно време, сега минатите месеци, утре, ни една власт која е на власт не е добра за народот. Секогаш треба се критикува, секогаш треба да му се најдват некои мани за тие луѓе да се грижат утре да направат нешто подобро. А тоа дека некој од оваа власт или од она направил нешто, нема ништо од сето. 30 години едно мопче, кажете ми, во Македонија или нешто. Она проекти мојки во Скопје тоа е чиста глупост. Не се нервирајте и немојте да навивате за ниједна власт. Благодарам. Ви благодараме, поздравувам. Имаме ли време за уште еден гледач? Не, за жал, но добро се кажано. Јас би рекол и е смирено, има малку можеби динамика и тоа е неопходно да не биде онака некоја колотечина монотоност. Токму предизвиците и таа разноликост, спротивставеност во размислувањата е она што треба да наведе на размислување. Иако ете во суштина генерално се согласувам со гледачот со кој ја завршуваме оваа емисија, затоа ете нема што ниту да додадам повеќе, отколку дека добро водат разговорите. Ако ништо друго, ете, добро ги почнуваме со апел да немаме вербални препукувања и навреди и исто така со констатација да се биде смирен, да се биде критички определен, не политички определен, а токму со таа единствена цел за да се оди во насока на обезбедување на подобри услови. Токму и од
без оглед на тоа каква е актуелната ситуација, да се оди кон подобро, да се поправат условите. И ете, ние се обидуваме да го правиме истото тоа или да дадеме како ви да е придонес. Ви благодарам, ве поздравувам, имајте пријатно попладне и ете, секако остануваме со истата мисија и утре. Довидување.